Продолжуваме на тема образование, можности, кариера, вработување. Бордот на европски студенти по технологија, организација која години делува за студентите, овозможувајќи им комуникација, соработка, размена, доближување до пазарот на труд, благодарение толкому на тие саеми за вработување и кариера кои што ги организира. Еден таков ќе најавиме од 15 до 19 април, започнува следната недела и е позициониран на техничко-технолошкиот кампус во Скопје. Разговараме со Бисера Кировска на оваа тема. Бисера, добро утро. Добро утро. Бисера, во неколку дена и оваа година студентите ќе може да видат што нудат компаниите и во однос на вработување и во однос на пракса. Како ќе биде организиран сајмот оваа година, колку штандови ќе има, каков интересот? Оваа година ќе имаме 28 компании на овој сајм за вработување и кариера. Тие се компании од најразлични полиња. Значи од IT секторот, од полето на машинство, на електротехника, на технологија и металургија. Секој индивидуален студент ќе може да најде нешто интересно за самиот себе си. И секоја година JobFair генерално има голем интерес, односно сајм за вработување и кариера има голем интерес, со тоа што прилично имаме 5000 и нешто посетници, односно луѓе кои што доаѓаат на сајмот. Велите дека ваша цел е да ги доближите амбициите на студентите до компаниите со цел да можат да најдат вработување токму во компанија кои што сакаат да се реализираат понатаму, да реализираат својата кариера и добро години наназад успеавте во тоа, се вработија студенти во одредени компании во кои што според амбициите се пронаоѓа? Да, значи ние оваа година го организираме сајмот по 19 пат. С последните 18 години ние имаме слушнато многу позитивни приказни од голем број и познаници и студенти кои што добиле работно место или пак пракса од сајмот за вработување и кариера. Сам тоа што има 5000 посетници секоја година баш ни покажува за тоа колку многу овој сајм го да кажеме намалува тој јаз меѓу работодавачот и студентите. А со тоа што и самото организирање на JobFair, самото инволвирање на нашето членство и на студентите, кои што се заинтересирани, сите нас не учи за можностите на денешниот пазар во Македонија. Теоретското знаење, знаеме дека е многу важно, но практичното се чини е клучно за да може студентот да се вклучи на пазарот на трудот по завршувањето на образованието. Колку од компаниите кои што ќе ги има на сајмот во овие 4 дена нудат можност за пракса? БЕСТ како организација секогаш се стреми да го дава и тоа теоретско знаење што е потребно, но и практичното знаење. И за таа цел на овој сајм голем број од компаниите ќе нудат пракса и ќе нудат работни позиции. Со тоа што најголеми шанси за добивање на пракса и на работна позиција имаат оние студенти кои што ќе се најават на нашиот вебсайт www.jobfair.org.mk. Таму може да го пријават своето CV на CV датабазата, која што регуларно е разгледувана од нашиот голем број на партнерски компании. Добро, она што ни се случува изминатиот период, одливот на млади мозоци, така го карактеризира експертите, ја карактеризира состојбата на се повеќе млади дека се заминуваат од нашата земја, не остануваат тука, не се реализираат на пазарот на труд. Каква е состојбата, реалната состојба? Имаме ли млади кои што сакаат да останат тука и зборуваме за амбициите на младите цело време, кои што сакаат тука да ги реализираат своите амбиции? Лично не можам да коментирам на конкретните најнови статистики, но можам да кажам дека без Скопје се стреми кон тоа да создаде настани, како што овој сајм за вработување и кариера, JobFair, кои ќе нудат можности за младите да го постигнат својот потенцијал и да се информираат повеќе за пазарот на труд тука. Односно, ние воедно се трудиме да им покажеме дека има и можности тука и од европски компании, но и од локални компании кои што нудат конкурентни услови за вработување. Спомене Јована, голем дел од вас, сега ве ставам и вас во таа група на млади луѓе по завршувањето на образованието заменуваат од тука. Се правени многу истражувања на темата што сакаат младите, што би можело да ги задржи во државата. Една од последните анализи вели за да ве задржиме еден од сегментите кои се неопходни се еднакви можности и напредување со европски квалитет на живот. Дали тоа е се или сакате нешто повеќе?
Јас би рекла, и генерално Бест секогаш се труди да понуди можности за личен развој. Според нас, достигнувањето на целосниот потенцијал на студентите е тоа што младите навистина го сакаат. И затоа ние ги организираме нашите настани, затоа што гледаме дека секогаш имаат висока посетеност и дека младите сакаат ваков вид на настани, кои што ќе ги информираат, кои што ќе ги запознаат со можностите што ги имаат тука и воедно ќе им помогнат да го достигнат тој целосен потенцијал. Добре, ние можеме да обезбедиме супер вештини за идните генерации, меѓутоа младите луѓе немаат квалитетен живот. Зборува ли некој со вас, ги слушали вашите предлози, например, како да се обезбеди за вас поквалитетен живот, на што треба конкретно да се работи? Јас би рекла дека нашиот впечаток е дека не секогаш младите се во фокус, тоа е реалноста, и не секогаш ние ги имаме тие можности да се едуцираме конкретно за пазарот на труд тука во Македонија. Затоа Бест се труди да ги понуди тие можности од студентите за студентите. Ние всушност сме, јас лично, искрено, сум шокирана од тоа колку голем број на компании не подружуваат и ги подружуваат овие настани. Не само самите компании кои што учествуваат на Job Fair, туку и компаниите кои што ни даваат подршка во форма на своите продукти, од кафиња до чаеви, до сладки и слично. Кога се слушнавме во текот на вчерашниот ден за да се договориме за разговорот, ве прашав колку години имате, која година сте на факултет, ми кажавте идната година започнувам и тоа ќе студирам во странство. И тука сега се отворија низа прашања. Едно од бројните студенти кои што ќе учи надвор, што по завршувањето на факултетот, иако рано е, се уште не сте го почнале процесот, па веројатно рано е да се размислува на темата, но некогаш во догледно време ќе треба да се отвори и ова прашање. Ќе студирате на многу солиден универзитет во странство и претпоставувам универзитет кој што по завршувањето ќе ви отвори можности за работа таму. Планирате да дојдете тука назад и стекнатото знаење тука да го спроведете во пракса или странство? Па сега, како што кажавте, многу е рано за да зборувам за тоа, но имам многу добри понуди од странски универзитети и лично јас од секогаш сум сакала да студирам во странство, но последната година особено ми се пробуди огромна желба да се вратам тука. Значи тука да живеам, тука да работам. Една од причините е заради организации како Без Скопје, кои што ми покажуваат дека ќе останат голем број млади кои што сепак се паметни, компетентни, емпатични. Јас сакам да живеам како нив сограѓанин. Јас сакам тука да бидам и да работам. Така што иако ќе студирам во странство, не мора да значи дека нема тука да се вратам. Што ќе студирате? Меѓународен бизнис. Има простор тука за меѓународен бизнес. Да, нашето тло толку има простор за развивање од повеќе области. Добро, еве и по ова што го кажавте, ајде да се навратиме на главниот повод зошто сте тука, зошто да дојдат тогаш на сајмот и зошто овие млади со веќе делумично или комплетно стекнато знаење да останат тука во државата и да се вработат во некој од компаниите. Конкретно, јас можам долго време да зборам за зошто треба да се дојде на овој саем и зошто ќе биде добро искуство за младите. Но ако треба накратко да спомнам, од 15 до 19 април на Техничкиот кампус ќе се одржува овој саем, од 10 часот почнува, секој ден, освен 15 кога е официјалното отварање секако. И на овој саем ќе можат младите да се запознаат со 28 компании, да имат лични разговори со представници од овие компании. Еден сет на компании ќе биде на 16 и 17 април, а друг сет ќе може да се презентираат на 18 и 19 април. Со тоа што сите овие компании се од различни сфери, како што спомнав. Значи, секој индивидуален студент може да најде нешто што нив ќе ги интересира. Од тој огромен обем на компании, не мислам дека некој студент ќе си оди од саемот, не знаејќи што сака да прави или на која компанија сака да се пријави. Освен тоа, треба да спомнам дека уште еднаш, голем потенцијал за добивање на пракса и работа имаат оние студенти кои што ќе се пријават на wjobfair.org.mk со нивното CV. И за на крај на нашиот саем ќе има и компании како на пример Комерцијална банка, кој што е наш да кажам придржувач, односно поддржувач, се извинувам. И значи има и можности за студенти кои што не се од техничкиот факултет и тие може да се образуваат за оваа сфера. Добро, Бисера, се надеваме дека токму со вашето однесување, начин на избор, без разлика што веќе ќе заминете да
се дообразувате во странство, дека ќе дадете пример дека сепак Македонија и нашиот главен град е плодно тло каде што може да се вратите и да го реализирате, да ги реализирате амбициите и тука всушност да го пренесете знаењето. Оти само со добри примери, така можеме понатаму. Апсолутно. Да. И еве во следното гостување ќе поканиме и некои од поранешните колеги кои што успеале да најдат работа во компаниите кои го понудиле истото на сајмот, па да ни кажат колку компаниите се грижат за своите вработени, бидејќи и тоа е еден од предусловите за да ги задржиме тука, нели? Јас секогаш сум за. На Джобферк има и саем од Бест Скопје, од нашата организација, каде што ќе можат да се информираат студентите и за можностите кои што ние ги нудиме, така што многу сум така excited, ако можам да кажам. Возбудена, добро. Се подготвува веќе за студирање во странство. Го начав тоа дека само за позитивните и добри примери се всушност оние кои што треба да се следат. И тие се тие кои што создаваат квалитетни идни генерации на